Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска имав таа чест и можност да оствариме средба со папата Францис, светиот отец на Римокатоличката црква овде во Ватикан. Посетата на Ватикан и средбата со папата е еден од централните активности во време на чествувањето, што секоја година во Рим ги организираме по повод денот на сесловенските просветители, светите браќа Кирил и Методи, во рамките на традиционалната манифестација Македонија во чест на Свети Кирил. Тоа беше убава можност да го изразиме нашето високо задоволство од зголемената динамика и од одличните односи со Светата столица. Имавме прилика уште еднаш високо и заеднички да ја вреднуваме како историската посета на државниот секретар на Светата столица, кардиналот Пјетро Паролин во 2016 година, како дел од активностите за канонизацијата на Пресвета Мајка Тереза. Таа чест беше потврдена за високото ниво на взаемна доверба, разбирање и пријателство меѓу Република Македонија и Светата столица. Се разбира, јас уште еднаш ја искажав отворената покана за папата Францис во блиска иднина да ја посети нашата земја, како посета од исклучителна важност, не само за унапредување на нашите билатерални односи, туку и за целокупниот регион. Имавме заеднички афирмативни ставови за ликовите кои се дел од нашето заедничко наследство, како што се Света Мајка Тереза и светите браќа Кирил и Методи, како за силните темели на историските врски меѓу Република Македонија и Ватикан. Од нив произлегуваат заедничките културни, духовни и верски вредности, кои се силна движечка сила за унапредување на нашата соработка во неколку области. Формирана е плодна соработка помеѓу Свети Климент Охридски во Скопје и Ватиканската библиотека, за соработка и размена на искуства за реставрација, конзервација и дигитализација на материјали и за стручна помош за архивирање и зачувување на религиозните предмети. Со размена на писма започната е соработка помеѓу архивата на Ватикан и Државниот архив на Република Македонија. Средбата со папата Франциск и особено средбата со државниот секретар Паролин ги искористивме да разговараме и за можностите за соработка во областа на високо образование со институтите на Ватикан. Поттик за ова наша заедничка желба доаѓа од успешната соработка помеѓу Папскиот универзитет Урбанијана и Универзитетот Свети Кирил и Методи. На средбите ја изразив мојата и благодарноста на народот на Република Македонија за помошта од Ватиканската детска болница Бамбино Џезу, за лекарскиот третман и грижа на неколку деца од нашата земја, како и за можноста за професионално образование на медицински персонал од Република Македонија. На средбата со папата Франциск разговаравме за длабоко вкоренетата традиција на меѓурелигијска толеранција, почитување на разни верски убедувања и негување на верските слободи во Република Македонија. Посебно внимание во разговорот со папата Франциск посветив на градењето и негувањето на нашата темелна определба едно општество за сите. Остварувањето на оваа наша заложба е можна само со постигнување целосна слобода на изразување на религијата во духот на мултиетничкиот, мултикултурниот и мултирелигиозниот карактер на земјата и со диалог и взаемно почитување на разликите. Тесната соработка со Католичката црква во Македонија и нејзината конструктивна улога како еден од столбовите на меѓурелигиозниот соживот во нашата земја е еден од најважните фактори за остварување на идејата едно општество за сите. Ви благодарам за вниманието.